Председателя, бидејќи сте сензитивен на критика, ева еден комплимент. Многу подобро ја читате во тишина од Дацо Шопов, отколку деловникот на собранието овие денови. Моја предност е што убаво го читам Мацо Шопов. Така, и од почита го читам и ќе го читам и понатаму. Затоа велам ова е комплимент, бидејќи деловникот 2 дена и тоа како го нарушивте, и морам да признам опозиција убаво прилега. Имено го користам деловничкото право и предлагам Законот за финансиска стабилност, бидејќи ја препознав кај парламентарното мнозинство таа насушна потреба и грижа за овој закон, кога колегата Здравко предложи да се најде на крајот од дневниот ред, вие не ја прифативте и тука видам дека многу сте загрижени за овој закон. Предлагам на парламентарното мнозинство токму овој закон да се најде како точка број 15, бидејќи, почитувани граѓани, на парламентарното мнозинство им е потребен овој закон за да ја видат дефиницијата за финансиска криза. Замислете, во ова парламентарно мнозинство, кое што е втур на државата во една економска, енергетска, топлинска, безбедносна, здравствена криза, има потреба и од дефиниција меѓу другото. И да, еве во ред, еве можност за да ја покажете таа грижа, а јас предложам дека истата многу полесно ќе можете да ја препознаете финансиската криза, само доколку излезете од собранието и поразговарате со граѓаните. Македонија, за жал, се подлабоко е во сиромаштија. Бројката од пола милион граѓани се повеќе се зголемува. Јавниот долг веќе неколку пати споменавме дека е близу 65% и тоа е сериозна загриженост, истовремено сериозна задолженост на државата. Еве ги последните податоци дека дури трошоците за синдикалната кошничка се зголемени, замислете само за една тие се веќе повеќе од 4000 денари. Имено синдикалната кошничка само за една година е зголемена за повеќе од 4000 денари. Па председателе, да почекаме сепак, ова е убав момент, нели? Да. Согласно етичкиот кодекс, ќе продолжам само да ми возможите услови. Согласно етичкиот кодекс се разбира, професор Кеви од мене сепак ви бев и студент на универзитетот, на правниот факултет Јустинијан Примус, ви честитаме роден ден сите, да сте ни жива и здрава. На самиот крај, почитувани колеги, еве, уште еднаш ве повикувам, излезете надвор од собранието, финансиската криза е многу присутна, не ви е потребен законот за да ја видите сиромаштијата, за да ја видите економската криза, топлинската, здравствената. Од тука бараме на поголема сериозност од сите вас, кога станува збор за закони